Извештајот реализирана прошетка на главниот град на Република Македонија Скопје. Се ближиме кон центарот на градот Скопје и неговите убавини. Сите со нетрпение очекувавме да го видиме тоа. Овде сме на камениот мост и гледаме реката Вардар. Нашите другарчиња се многу воодушевени од гледката и сите со воодушевување ја гледаме реката Вардар, кој е значаен символ. На оваа слика сме на плоштадот Македонија, пред споменикот на револуционерот Гоце Делчев. Ние сме многу горди бидејќи нашето училиште го носи името на револуционерот Гоце Делчев. Тоа е значаен символ за македонската историја. На оваа слика се наоѓаме на улицата Македонија, која е изградена од калдерма и е стара 100 години. Овде сме пред спомен куќата на мајка Тереза. Таа е светица. Овде се движиме по камениот мост. Сите ја гледаме прекрасната гледка на реката Вардар од мост. Овде сме во музејот на македонската борба за државност и самостојност, музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунистичкиот режим. Ние бевме многу воодушевени и одвај чекавме да влеземе внатре за да видиме кои се борците што се бореле за нашата. На оваа слика сме прикажани ние пред фонтаната на Александар Македонски, кој е јавнат на неговиот коњ Букефал. Околу него има лавови и војници. На оваа фотографија се наоѓаме пред споменикот на цар Самуил. Тој се наоѓа на плоштадот Македонија. На оваа фотографија се наоѓаме во музејот на евреите пред вагонот. Ова е крајот на нашето патешествие. Јас сум Ангела. А јас Стефанија. Се извинуваме што ви одземаме од вниманието, но се надеваме дека нешто повеќе ќе научите. Нашата наставничка Тања не научи нешто интересно, па сакаме да споделиме со вас. Накратко ќе ви објасниме како се работи приказна во Фотостори. Отворете го вашето инсталирано програмче Фотостори, означете го крукчето Begin a new story и кликнете Next. На Import Pictures пронајдете фотографии за кои сакате да составите приказна по слики. Тука можете да ја ротирате фотографијата и да ја менувате бојата. Откако ќе го направите тоа, притискате на Next. На следниот прозорец може да вметнете текст на фотографијата на кој може да му се менува положбата, а исто така и ефекти. Повторно Next. На следниот прозорец можете да вметнете музика или да снимате ваш говор. Ова нас најмногу ни се допадна, па затоа и го употребивме. На последниот прозорец во Browse избравме каде сакаме да ни се зачува приказната. Потоа Next и веќе можевме да ја погледнеме. Оваа програма има многу можности, кои се надеваме дополнително ќе ги научиме на некои од наредните часови по додатна настава. Ви благодариме на вниманието.